Дејан, доколку се слушаме, ги чекаме информациите за оние кои што се наоѓаат на ургентниот центар, односно на клиниката Мајка Тереза, за тоа каква е нивната состојба. Така, од последните информации кои што ги имаме за Грција се тргнати 3 пациенти, кои што ќе се пренесат во Солун во центарот за изгореници. За Бугарија ќе одат 8 лица, тоест веќе тие се и тргнати со воениот авион кој што го испрати бугарското воено воздухопловство и ќе одат кон болницата Пирогов во Софија, исто така каде што ќе бидат третирани во болницата односно центарот за изгореници. Според информациите кои што ги имаме, 9 лица ќе се испраќаат за Турција, а последните информации говорат дека и 5 лица ќе одат за Србија, која што веќе испрати хеликоптери, навака некои од пациентите ќе бидат пренесувани и со возилат на итна медицинска помош, каде што ќе бидат хоспитализирани на ВМА во Белград по разговорот кој што го има председателката Силјановска и председателот на Србија Александар Вучич. Што се однесува до последните информации кои што ги имаме од тука, 155 лица се повредени, 18 од нив се во критична состојба, тоа на последното официјално што ни беше кажано. Колку што можеме да видиме, постојано пристигнуваат и нови возила, еве токму позади мене сега се случува, односно се носат пациенти од другите градови на кои што им се влошува состојбата. Сега тука влегува, колку што гледаме, возилото за итна медицинска помош во влезот на ургентниот центар, а спремени се веќе екипите да го пречекаат пациентот кој што е пристигнат. Инаку, како што кажав, последната официјална изјава која што имаме е од министерот за здравство Арвен Таравари, па предлагам тука да ја слушнеме. Веќе во Министерството за здравство е формиран штаб, кој што е во комуникација со сите здравствени установи кои што згрижуваат пациенти кои што се дојдени од Кочани. Јас би сакал да ги кажам бројките од преска известив, меѓутоа немавме официјални бројки, сигурни бројки. До сега се 148 пациенти згрижени низ болниците во Македонија, на хируршки клиники се 31, во детска хирургија 4, на Карил се 16, на пластична хирургија 11. Во градска хирургија се 27 пациенти, на 8 септември се 17 пациенти, во Штип се сега 39 пациенти и во Кочани се 30 пациенти исто така. Неколку пациенти се во критична состојба, тоа се околу 18 пациенти, меѓутоа сигурен сум дека здравствените работници во сите овие болници го даваат својот максимум. Ние сме мобилизирани максимално. Сето тоа што треба за третман на пациентите е ставено во функција, така да со дополнителни информации сигурно ќе излеземе малце подоцна. Дејан, слушнавме за состојбата на клинички, каква е ситуацијата со повредените во останатите скопски болници? Бубе, како што беше веќе кажано, да капацитетите во Скопје се сите ставени во функција, што се однесува до градската болница, односно Свети Наум Охридски. Таму се хоспитализирани 20 лица, од кои 2 лица се во тешка состојба и се на респиратор. За состојбата која е таму и со пациентите говореше директорот на болницата, па предлагам тука да ја слушнеме истата. Повредите од типот на изгореници, работата се менува, како што кажав, од саат во саат. Обично таквите пациенти во првиот момент се, условно кажано, најдобри и во зависност од сите оние повреди кои што не може првично да се приметат, знае да дојде до влошување на состојбата. Онаму каде што веќе се евидентни изгорениците, можеме да претпоставиме како ќе оди лекувањето и дали ќе треба да се упатуваат или не. Сега за сега се 2 на респиратор, има уште 2 пациенти кои што потенцијално може да завршат на респиратор во текот на денот, и оставам простор да евентуално се влоши состојбата и кај некој друг, со надеж дека тоа нема да се случи. Тргнуваат од 5-7% и до 60%, со тоа што работата е што најголем дел од опекотините се во пределот на главата, вратот и лицето, што подразбира дека најверојатно дошло и до вдишување како на гасови, така и на пламенот. Заради тоа не можеме да бидеме децидни
во моментов колку ќе имаат потреба од респиратор или не. Дејан, за крај само, има ли никаква информација дали министерот за здравство Арбен Таравари повторно ќе се обрати? За сега, барем од она што го кажуваат од кризниот штаб кој што го формираше Министерството за здравство, да се уште не е познато дали тие околу 16 часот нешто ќе кажат или пак министерот Таравари. Секако се обидуваме постојано да стапиме во контакт со нив за да видиме како тоа ќе се одвива, но кажа дека можно е и тој да се обрати во 16 часот, ако не подоцна. Сигурно, иначе што се однесува до граѓаните, се уште тука ги среќаваме на клиниката кои одат од болница до болница да видат дали се нивните блиски таму сместени. Токму пред малку и еден родител не прашуваше тука, да му кажеме само на граѓаните дека има броеви кои што можат да ги сконтактираат и така многу полесно да дојдат до информација. Веќе ги има и на сајтот на Канал 5, таму може да ги пронајдат воедно име и имиња кои што се хоспитализирани тука на клиниката. Една од нив која што утринава беше тука и сестрата на Владимир Блажев, кој е член на дуото од ДНК, која што беше на забавата вчера во Кочани. Тој, според информациите кои што ги имаме, е во ЕСО изгореници и на кислородна поддршка, додека пак по бројните шпекулации кои беа за неговиот партнер од дуото Андреј, за него на крај се уште останува мистерија што точно се случува со него. Секако се надеваме дека ќе има повеќе информации за него, како и за сите останати кои што се дел од оваа трагедија, и се надеваме дека сето тоа нема да бидат поголеми размери.